Пролетта и променливото време носат стомачни вирози пропратени со диареја и повраќање. Токму на овие симптоми периодов најмногу се жалат пациентите, велат лекарите. Сепак на удар се и хронично болните од кардиоваскуларни или респираторни болести. Би рекла дека имаме многу често гастроентероколитиот, вирусна природа. Тоа би се чести столици, чести повраќања со дехидратација на организмот. Исто така имаме и се јавуваат еден тип на цвеќиња, се уште постојат во основните училишта, посебно овој период, и би рекла дека се уште ги имаме респираторните заболувања. Од типот на горно, долно респираторни, најчесто имаме исто екзацербации на веќе хронични заболувања. Значи, помина периодот на грипот, на инфлуенцата, на вирусите, и сега имаме некој друг тип на заболувања и нормално оние хронични заболувања што ги имаме од кардиолошка природа и останата природа. Во моментов ви ги кажав кои се акутните инфективни заболувања што ги полнат нашите амбуланти. Периодов на трпезата често се раноградинарските култури, па лекарите советуваат зеленчукот и овошјето убаво да се мијат, а и воопшто храната правилно да се обработува. Мора многу да се внимава, не само при обработка на храната, значи се подразбира дека штом се купува зеленчук, овошје мора добро да е измиен, мора добро да доволно долго да се приготви, да се чува во соодветни услови ако е храната нели останата. Иако не е толку топло времето, но сепак мора да се чува под одредени услови секоја храна. Исто така да не се конзумира храна во непроверени места, да се внимава, и исто така мора да се мијат раците, значи во кога и да сте во контакт мора да си пазите на хигиенските услови за да не дојде до последици. Многу брзо се шири овој вирус. Постарите лица, децата, трудниците и лицата со ослабен имунитет се особено чувствителни на овие пролетни вируси. Сепак, најмногу треба да внимаваат најмладите, односно учениците и дечињата кои одат во градинка. Се препорачува поголема хигиена со редовно миење на рацете и внесување здрава храна и витамини.